Благодарам. Контрареплика Љупчо Николовски. Пак истата реторика која што е за политичари од некое претходно време и воопшто не е за политичари кои што треба да понудат решение и треба да зборат за иднината. Во отсуство на такви резултати, во отсуство на она што треба да го испорачате и фрустрации, денеска го слушаме ова. Денеска државата не знае кај иде, денеска не знаете да зборите за предметниот амандман и денеска тоа што сте си го напишале, тоа ќе си го верглат. Меѓутоа времето одбројува и папките и документите и свиргачите за она што се случувало секако деска се зголемува. Меѓутоа требаше да одговорите зошто 8 месеци чекаат одгледувачите на овци за исплата на субвенции? Зошто млекото не е исплатено повеќе од 2 години? Зошто сте ветиле 180 милиони евра, а сега ги излажавте граѓаните, ги кратите субвенциите и тоа го потврдувате и тие ќе бидат под 100 милиони? Зошто и со ребаланс и денеска предлагате многу помали субвенции и преполовена програма за рурален развој? Зошто откупните цени се такви какви што се? Зошто земјоделството не е приоритет и јас имам целосно право да зборам и за тоа што сме го работеле, и за укинувањето на мерките, и за безидејноста, и за тоа што го предлагаме денеска да се вратат одредени состојби и земјоделството да има поддршка. Благодарам.